Добродојдовте во Урбаните вести. Јубилејното 20-то издание на Скопскиот филмски фестивал почнува утре со филмот Реквием за Госпоја Ј на режисерот Бојан Вулетиќ. На програмата на 20-то издание на Скопје филм фестивал од 20 до 28 април ќе се најдат повеќе од 75 филмови, работилници и гостувања на реномирани филмски имиња во Кино Милениум, Кинотека на Македонија и Кино Фросина. Ова беше денешната најава, а во продолжение на Урбаните вести следуваат насловите на денот. Со промоција на книга и отварање изложба започна 18-та литературна манифестација Иленден 2017. Освојувачот на бронзен медал во таеквондо на прием кај градоначалникот Латиновски. Зелена планета, детска представа за рециклирање. Бесплатен час по тенис за почетниците во спортскиот центар Борис Трајковски. Почнува фестивалот за слика и филм за деца и млади, БУФ. Со промоција на поетската книга Устата на јавето од Раде Стилјан и отварање на изложба на слики од уметникот Павле Кузмановски започна 18-та литературна манифестација Иленден 2017, која ќе се одржува во Домот на култура Иленден до 22 април. Во рамките на манифестацијата во Домот на култура Иленден до 22 април се одржува традиционалниот саем на книгата под мотото Денови на книгата, каде може посетителите да најдат богат избор на книги. Со свечено отворање во Домот на култура Илинден, синоќ започна 18-та литературна манифестација Илинден 2017. Манифестацијата ќе трае до 22 април, а граѓаните секојдневно ќе имаат можност да ги проследат културните настани кои се на овогодинешната програма на манифестацијата. Манифестацијата и деновите на книга во општина Илинден ги отвори градоначалникот Жика Стојановски, кој искажа голема благодарност на сите оние што придонесоа литературната манифестација Илинден да биде еден од промоторите на современите културни достигнувања во нашата земја. Задоволство ми е што во наредниот период ќе бидеме и дел од културните настани, културните збиднувања кои што се во Република Македонија. Наша крајна цел е да ја негуваме културата, да ја негуваме уметноста, да негуваме се она што значи традиција и задоволство ми е што на некој начин успеваме во сето тоа. Успеваме благодарејќи на значителен број на поддржувачи. Би сакал искрено, од лично име и од име на граѓаните на општина Илинден да се заблагодарам на сите поддржувачи кои што придонесоа литературната манифестација Илинден да прерасне во една реномирана културна манифестација, меѓутоа не само во Република Македонија, туку и пошироко во регионот. Посвеченото отворање на манифестацијата беше промовирана поетската книга Устата на јавето на истакнатиот македонски писател Раде Стилјан. Промотивна реч за ова значајно дело и затвориштвото на авторот одржа председателот на Друштвото на писателите на Македонија Велес Милевски. Исто така синоќа се отвори и изложбата на слики на ликовниот уметник Павле Кузмановски, на која се представени 30 на дела, а вечерта беше заокружена со музички колаж на Васил Атанасов. Литературната манифестација продолжува и денеска, во чии рамки се одржа книжевно пладне со писателот Александар Поповски, добитник на наградата Ванчо Николески на Друштвото на писателите на Македонија. А вечерва се одржува промоција на стихозбирката Песна на Ридот од Гордана Михаилова Бошнаковска, добитник на наградата Ацо Шопов за 2016 година. Утре со донација на книги од Матица Македонска ќе биде отворена новата библиотека во Домот на култура Марино, а вечерта е резервирана за разговор со писателките Кристина Николова и Лилјана Пандева, добитнички на наградите Димитар Митрев и Стале Попов. Во петок се одржува литературното матине за деца со истакнати писатели за деца и млади, а вечерта ќе се одржи централниот настан на манифестацијата, а тоа е поетскиот митинг насловен Стихови за душата, на кој ќе настапат 25 писатели од Македонија и Балканот. Во рамки на манифестацијата во Домот на култура Илинден до 22 април се одржува традиционалниот саем на книгата под мотото Денови на книгата, каде што посетителите може да најдат богат избор на книги.
Градоначалникот на општина Бутел Петра Латиновски денеска го прими младиот теквондо спортист Дејан Георгиевски, кој го освои третото место на Европското првенство во Бугарија. Латиновски во име на општина Бутел на Георгиевски му додели еднократна парична помош, што ќе му биде добредојдена за подготовките на претстојното светско првенство во Кореја. Младиот таеквондо спортист Дејан Георгиевски, кој на последното европско првенство во Софија, Бугарија, го освои третото место и бронзениот медал, денеска беше примен од градоначалникот на општина Бутел Петра Латиновски. За освоениот медал Георгиевски, кој потекнува од општина Бутел и е член на таеквондо клубот Бутел, доби честитки од градоначалникот Латиновски. Честитки за историскиот прв медал за Македонија на едно европско првенство доби и основачот и тренер на таеквондо клубот Бутел, а сега и селектор на македонскиот тим Дарко Костовски. Освен благодарница, 17-годишниот Дејан Георгиевски ќе добие соодветна еднократна финансиска награда, што ќе му биде добредојдена за подготовките на претстојното светско првенство во Кореја. Јас верувам дека задоволството што ни го приреди нашиот Дејан на Европското првенство, освојувајќи овој бронзен медал, не е само задоволство на клубот таеквондо Бутел и на неговиот тренер, туку е задоволство и на сите граѓани на општина Бутел. Сме горди што токму и Дејан е наш бутелчанец. Се надевам дека ова е само еден убав пример на младите генерации дека треба да се занимаваат со спорт, затоа што спортот представува нешто кој што луѓето ги зближува. И спортистите, морам да кажам, спортистите секогаш се добри луѓе, трудолюбиви луѓе, луѓе кои што не мразат, значи луѓе со чувство. Затоа се надевам дека токму по вашиот пат, господине Дејан, ќе тргнат многу младенци од општина Бутел. Општината Бутел за своите таленти се грижи и овој пат ќе биде награден со еднократна помош, која што ќе ја одредиме висината на таа помош. Секако ќе биде символична, меѓутоа мислам ќе биде сепак значајна за вашиот буџет и за патувањето во Јужна Кореја. Инаку Дејан очекувал да освои злато, но повредата на стапалото го спречила во тоа. Сега останува ногата која е во лонгета и видно отечена, брзо да заздрави, зашто го очекуваат две големи надпреварувања и нова шанса за големи успеси. Јас на Европското првенство отидов да земам златен медал, но повредата си го направи своето. Во првата борба со репрезентативецот на Турција се повредив и отпосле дознавме дека ногата била скршена. Репрезентативецот го победив 14-6. Втората борба ми беше со репрезентативецот на Грција. Ја победив и таа борба и во третата борба во полуфиналето изгубив од противникот на Русија 10-9 за 1 поен. Тие надпреварени се Австрија Опен на 3 јуни и светското сениорско првенство во Кореја на 21 јуни. Селекторот на македонската репрезентација во таеквондо Дарко Костовски му се заблагодари на градоначалникот Латиновски за несебичната поддршка во развојот на таеквондо спортот во општина Бутел и изрази надеж дека нашите спортисти нема да ги гледаме само на европските и светските првенства, туку се големи шансите да биде обезбеден пласман и на претстојните олимписки игри во Токио. Сметам дека Дејан е еден огромен потенцијал и да освои медали на идното светско првенство кое што ни престои во Кореја. Општината Бутел е навистина еден расадник на спортски таленти и со поддршката на општината Бутел и во комбинација со овие таленти сметам дека спортот е на едно право вистинско ниво и се надевам дека ќе постигнуваме уште поголеми успеси во иднина. Пакомак, нула отпад и општина Ѓурче Петров ја криваат свеста на децата за потребата од рециклирање. Со представата Зелена планита, која до сега ја гледале околу 7000 деца, а се планира да ја погледнат вкупно 20.000 ученици, се очекува да се намали електронскиот и пластичниот отпад. Денес во Центарот за култура во општина Ѓурче Петров се одржа премиерата на театарската представа Зелена планита, намената за деца од прво до трето одделение од сите 6 основни училишта во општината. Децата кои што ја проследија оваа едукативна представа научија што е рециклирање, каква е разликата помеѓу отпад и ѓубре, како да се реупотреби отпадот и како од мали нозе да ја чуваат својата околина, а со тоа и нашата планета Земја. Преку представата на
децата им беа пренесени пораки за значењето на селектирање и третман на различен вид отпад, почнувајќи од хартија, пластика, стакло, лимена амбалажа, па се до електронски отпад. Целта на проектот е да се подигне свеста на најмладите за рециклирање на отпадот и на интересен начин преку игра и забава да се испрати порака за значењето на чистата околина, уредените паркови и зеленила, улици, а селекцијата на отпадот да стане навика и обврска, како што е одржувањето на личната хигиена. Зелена планета е театарска представа за деца, за едукација за екологија и рециклирање, кое што моето здружение Проект Среќа ја реализира за пакомакнул отпад, Скопска пивара и Холандска амбасада, односно тие се поддржувачи и носители на овој проект. И одиме низ цела Македонија. Ја гледаат деца од основните училишта, од прво до пето оделение. Идејата беше децата што повеќе да се едуцира за значењето и за важноста на рециклирањето и на екологијата. Децата не само што се едуцираат преку овакви проекти и преку останатите нивни проекти, туку значително им се подига свеста за значењето, до степен да тие самите веќе собираат пластичен хартијан и го рециклираат и го селектираат отпадот. И мислам дека во последните години, особено од кога пакомак работи такви проекти, многу голема разлика може да се направи во тоа колку децата се свесни за значењето. До сега на околу 7000 деца оваа представа, ќе трае до крајот на оваа школска година, од септември почнуваме нов караван и почнуваме одново со сите што не ја гледале, значи околу 20.000 деца најмалку ќе ја гледаат. Проектот е дел од платформата Дали рециклирате, а го спроведуваат Пивара Скопје, Пакомак и компанијата Нула отпад со поддршка на Холандската амбасада. Организатор на овој еколошки проект е Сдруженијето за хумано-општествен развој Проект Среќа. Проектот Ајде да играме тенис, кој прв пат беше воведен минатата година, ќе се спроведува и оваа година. Пријавувањето започнува денеска и ќе трае до петок, а право на учество имаат лица од 6 до 18 години. На тениските терени во состав на спортскиот центар Борис Трајковски во сабота ќе се одржи бесплатната обука за почетници. На отворениот час, познат како Ајде да играме тенис, сите заинтересирани ќе имаат можност да се запознаат со основите на тенисот. Заинтересираните треба да се пријават на телефонскиот број 078 361 632 или на касата на VIP тениските терени. Во зависност од бројот на пријавени ќе се формираат групи кои ќе бидат обучени од 20 тренери. Пријавувањето почнува од денес и завршува во петок. Може да се пријават лица од 6 до 18 години. Од раководството на спортскиот центар истакнуваат дека бесплатниот час е наменет за лицата кои се почетници во тенисот, како и за сите оние кои имаат желба да се запознаат со овој спорт. Ајде да играме тенис е проект кој го воведовме минатата сезона и на моје огромно задоволство се покажа како мощно успешен проект. Како спортски центар одлучивме и оваа сезона да го спроведеме овој проект и да им овозможиме на сите заинтересирани граѓани и влюбеници во тенисот бесплатен професионален час по тенис. Истиот ќе се одржи на VIP тениските терени во состав на спортскиот центар Борис Трајковски. Предстојната сабота со почеток од 10 часот, изјави Златко Перински, директор на спортскиот центар Борис Трајковски. Остануваат уште 11 дена за пријавување и 19 дена до почетокот на Визер Скопски маратон. На овогодинишниот Визер Скопски маратон традиционално ќе се одржат маратонот, полумаратонот, штафетниот маратон и трката од 5 километри. Над 6000 учесници од 44 држави во светот веќе се имаат пријавено, со што настанот полека станува високо препознатлив спортско-туристички бренд во Македонија и пошироко. Остануваат уште 11 дена за пријавување и 19 дена до почетокот на Визер Скопскиот маратон. На трките кои ќе се одржат на 7 мај, веќе се имаат пријавено илјадници тркачи од голем број на земји. Визер Скопскиот маратон пропратно со сите други трки кои се организираат пред неговата реализација, како авицена женската трка, представуваат буделник на спортскиот дух во Македонија. Пред сите настани илјадници граѓани со неизмерна мотивација се подготвуваат за претстојните трки, со што значително се зацврстува
освестува здравиот начин на живот и значењето на истиот. Секој од нив редовно се надминува себе си и покрај спортските навики се креира чувство на исполнетост и со ваквите настани секој ден е поубав и секој е посреќен, велат организаторите на престижниот спортски настан. На овогодинешниот Визер Скопски маратон традиционално ќе се одржат маратонот, полумаратонот, штафетниот маратон и трката од 5 километри. Над 6000 учесници од 44 држави во светот веќе се имаат пријавено, со што настанот полека станува високо препознатлив спортско-туристички бренд во Македонија и пошироко. Традицијата продолжува и со доделувањето на вредносните ваучери од 20 евра за купување на авионски билети преку официјалната страна на насловниот спонзор Визер. Истите се испраќаат на мејл адресата која ќе ја остави учесникот при самата регистрација. Пријавувањето и регистрацијата за Визер Скопскиот маратон трае до 30 април и може да се направи преку официјалната веб страна на Визер Скопскиот маратон skopskimaraton.com.mk и преку партнерот за онлайн регистрација на Визер Скопскиот маратон smartrace.club. Во рамки на 6-тиот фестивал за слика и филм, кој ќе се одржува од денеска до 26 април, ќе се прикажуваат филмови кои се одликуваат како посебно вредни, а во преден план е темата за авантурите и предизвиците. За наставниците ќе се одржи двудневна обука на тема филмови во наставата по германски јазик. Во кинотека на Македонија од денеска до 26 април ќе се одржува 6-тиот фестивал за слика и филм за деца и млади БУФ. Организатори се ГТ Институтот во Скопје во соработка со кинотека на Македонија, кои најавуваат прикажување висококвалитетни германски филмови за деца и млади. Ќе бидат прикажани анимираниот филм Спасете го Рафи, авантуристичката комедија Офлайн животот не е бонус ниво, Тајната на Сафирот, Сам против времето и Рики. Оваа година во преден план е темата за авантурите и предизвиците. Направивме возбудлив микс од филмови за деца и млади и скоро сите се одликувани со предикатот посебно вредни од страна на Германската сојузна комисија за вреднување на филмови и медиуми, соопштија организаторите. На годишниот надпревар учесниците треба да споделат со паш заедницата слики или кратки видеа со актуелниот хаштаг во врска со темата на месец април. Тројцата учесници со најмногу лајкови ги очекуваат вредни награди како јазични испити на ГТ Институтот и други подароци. За наставниците ќе се одржи двудневна обука на тема филмови во наставата по германски јазик. Референтката и наставничка Кристал Райсенберг ќе покаже како употребата на филмови може да ги мотивира учениците и дека нуди и многу дидактички можности за настава која е ориентирана кон учениците и активното учење. По цена од 600 динари во продажба се пуштени билетите за нови 3 изведби на мюзиколот Тајно моја, посветен на Тоше Проески. Представите ќе се играат денеска, утре и задутре. Мюзиклот Тајно моја, посветен на Тоше Проески, денеска, утре и задутре, повторно ќе биде на репертоарот на Македонската опера и балет, поради голем интерес од публиката. Изведбите се закажани за 20 часот. Во представите вечер и на 21 април главните улоги ќе ги толкуваат Антонија Гиговска и Александар Тарабунов, а утре Гиговска ќе настапи со Денис Димовски. Во останатите улоги се Сара Гигова, Весна Петрушевска, Игор Джамбазов, Десанка Глигориевиќ, Тони Михајловски, Тања Бојковска, Мила Николовска, Ристе Гаврановски, Симеон Коруновски, Лазе Манасковски, Симон Манасковски, Марија Спасовска, Андреја Георгиевска и Калеша Джангаловска. Настапуваат оркестарот, хорот и балетскиот ансамбл на Македонската опера и балет, а диригент е Иван Еминовиќ. Македонската опера и балет информира дека билетите за овие представи се пуштени во продажба по цена од 600 динари на билетарницата на МОБ, во Југотон, во ГТЦ и во сите продавници на Нептун низ Македонија, како и електронски на mob.com.mk и karti.com.mk. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје најавува прекини во снабдувањето со вода поради изведување на водоводен приклучок и струја поради технички зафати во електромрежата. Без електрична енергија утре од 9 до 14 часот ќе бидат корисниците од улицата Златко Шнајдер број 4 и 8 и улицата Апостол Гусларот број 48 во општина Центар. Како што соопшти регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, прекинот е поради технички зафати во електромрежата.
Од 8 до 11 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата 11 во селото Кадино. Од 8:40 до 15 часот корисниците од улицата 16. Од 9 до 12 часот без струја ќе биде населеното место Камник, а од 12 до 14 часот корисниците од улицата 519 во населбата Керамидница во општина Газибаба. Без струја утре од 8:30 до 12 часот ќе бидат корисниците од дел од улицата Народни херои во општина Киселавода. Од 9 до 15 часот без струја ќе останат корисниците од улиците Нов живот и Брсијачка буна из Летовска во општина Шутеоризари. Без електрична енергија од 10 до 11 часот ќе бидат корисниците од викенд населбата Орешани во општина Зеленикова. Без вода утре од 9 часот до завршување на работите ќе бидат корисниците од музичкото училиште, Уставниот суд, Комерцијална банка и околните објекти на улица Црвена Скопска општина во општина Цинтар. Како што соопшти регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, прекинот е поради изведување на водоводен приклучок со пречник 300 мм на улица Црвена Скопска општина, кој требало да биде извршен денеска, но поради немање на услови за работа е одложен за утре. Утре се очекуваат повремени слаби врнежи од дожд, а на планините ќе провејува снег. Ќе дува засилен ветер од северозападен правец, кој ќе дува и во петок. Температурите значително ќе опаднат, при што утринските за време на викендот наместа ќе се спуштат под нулата. Во продолжение на урбаните вести е Матама Метео. И уште една информација пред да се одјавиме. На подрачјето на општина Аеродром почна пролетна дератизација со која ќе се опфатат 3000 шахти со 9000 мамци. Како што соопшти општина Аеродром, во акцијата ќе бидат вклучени и основните училишта и детските градинки во општина Аеродром. Дератизацијата на глудачи ја врши Центарот за јавно здравје од Скопје. Со оваа информација го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер. Довидување.